пишете Драјан Јаковски, за да влезам. Влегов, веќе готово, влегов во некој свет. Во тебе сум роден, ведна давна пролет, покрај Вардар, веден цветен сончев мај. Скутот јас ти растев, те засака во дете, ми ги дари сиот блесот, сиот сјај. Со музика имав допир, она што можеше на радио да се слуша и емитува дома, кај баба ми и дедо ми живеев, од мајка ми страната. Они си сакаа музика, по цел ден народна музика, нешто мексикански имаше како забавно, да речам, светска, и дали првите шлагери кога почна да се снимаат 50-тите према 60-тите години. Некој од нив, како да речеме, кажи зошто ме острави и ме обли со тага, или еден бакнеш, тоа беше 61-а еден бакнеш. Но јас се запишав веќе на 7-8 години, се запишав во нижо музичко, зедов виолина, инструмент, и тоа беа првите допири веќе каде што јас почнав да музицирам како почетник еден, но неа, да речам, продолжи виолината долго, третата година кога ми дојде, јас ја заменив со гитара. Другаро моја, прости, за сите мои немери. Гитаро моја, ти благодарам за сите наши сни, за сите ми, што ми ги подари ти. Да, среќни баксузи, среќни затоа што умеевме да свириме, да пееме, да уживаме во музиката и околу нас и другите. Ма баксузи затоа што немавме ниту, да кажам, продавници во тоа време, во бивша Југославија и во Македонија, немаше продавници за музички апарати, инструменти, оние модерни електрични гитари, појачувачи на звукот, озвучување. Тоа беше шеговито, така наречено. Имавме идеја да им се јавиме на Битлси, па некоја опрема што веќе они ја напуштаат, старата опрема, да ја пратат. Те чека, а ноќта беше како вечност, но вечност што беше ти. Моја малечка, гулабице, летни ти на овој кажен брег и нека шуми пак твојот лет од сонот мој. Кога веќе со помодерна музика, со група Валенки се појавив. Па неколку години тоа функционираше, додека средната ја терав, да речеме, средно техничко. Тука одевме низ Скопје, на некои игранки, надвор од Скопје одевме. Се сеќам, прво гостување ни беше во Злетово. Očekuvam da se javiš ti, no zaludno se nadevam. Vikni me, znaješ deka svet si moj, svrti go, mojo tvoje. Na 2, 2, 3, 3, 0, 5, te čekam draga, javi se. Na 2, 2, 3, 3, 0, 5, povaraj me. Te čekam,
стана Димитар Масевски како уредник на забавна програма на македонска телевизија и вели: момци и девојки, ви благодарам што дојдовте на аудицијата. Досега половината од вас поминаа, со овој кандидат ние утре имаме веќе реализација на програма. Ке ве замолам следниот месец повторно да дојдете, останатите што не сте поминали. Избравме кандидат. Јас се зачудив, се држив. Отидовме, снимавме утредента во студио, аудио, тонски, а тоа беше да речеме четврток или петок, а во неделата во Сарај снимавме видеоспот во тој нов така еден убав олимписки базен. И се вртам наоколу, не знам што се случува. Не мислев дека нешто големо ќе се случува понатаму. Меѓутоа, јавноста почна да реагира и да ме бара. Гост, верен долази из Македонije, Dragan Mijalkovski. Тоа не го знаеше Корнелиј. Дека јас го знам од прва рака, од Здравко, не го знаеш. И он кога ме викна мене, јас му поставив цврсти услови по кои би работел за групата. Финансиски, така наречен. Кога фудбалери е некој трансфер кога прават, кога на некој клуб. Без ова, не мрдам, викам. Ја во Белград не сакам да живеам, си живеам во Скопје. И ќе си доаѓам на концерти, на турнеи, на снимања, на сето тоа, ќе си работиме вака преку телефон, ќе се слушаме и тоа, така натаму. Вика, не, вика, јас сум професор музика, ја би, уствари, вика, боле да бидеш у Белград со мене, па да те учам малку на финти, во начинот на пеење, во сето тоа, што е фер, мислам, геније човекот. Ајде за Корни група една утешна, еден албум мој, 79-та година го снимив, се вика Хајде да се проведемо. Тамо ме пратат музичарите од Корни група. Ретки su momci kao ja, to mala moja dobro znaš, pa ipak slutiš skori kraj, al shvati da te nikom ne dam ja. Како успеавме да ги реализираме тие концерти, бидејќи кај нас е тешко и обичен концерт да направи со помала група, беше ревиска оркестра. Значи, благодарение на Радио Бубамара, искрен да видам, тоа е приказната. И изградив некоја интерпретација, најдов начини како да одморам во текот на самата изведба, во тие 2 часа, 2,5 часа, нека се и 3. Мене ми е просек во клуб, ако свирам или нешто, 4,5 часа без пауза. Не е за фалење, ама со уживање. За бедни човечки грубости. Со никого не треба да се надпреварувам, бидејќи надпреварите завршиле во првите години на кариерата. После само соработка, само доживување, само едно среќавање, па збогување и така.